ВМРО ДПМНЕ бара бранителите да бидат ослободени од сите такси и давачки кон општините. Ова денес како предлог беше изнесено на седница на Штипскиот совет. Предвидува помош, финансиска помош на оваа категорија на граѓани, жители на општина Штип. Финансиската помош се однесува на ослободување од плаќање на комунална такса, односно данок на имот. Помош која што нема да значи големи финансиски импликации на буџетот на општина Штип, а ќе значи голема поддршка за луѓето чие што слобода ја живееме денес и ја должиме. Сепак, дискусијата по однос на оваа точка практично заврши уште пред да почне, зашто отсуствуваат конкретни пресметки за тоа колку помалку пари едно вакво решение ќе значи за општините. Значи, ад хок и не без материјали е некоректно да разговараме, то на некој начин излегува некаква паушална и несериозна дискусија. И за тоа мислам дека би требало денес да разговараме, значи да имаме точка, не мора да донесуваме никаква одлука, туку да разговараме за можните решенија, односно за оно што го бараме, како би можело, кои ставки од буџетот, односно какво ослободување би можело да имаат, за да може службите во идниот период при припрема на буџетот, а и анализите кои ги направат, да може да го вметат во буџетот. За да се обезбедат сите потребни информации, советниците се договорија Сдруженијето Бедем во име на бранителите да поднесе барање до општината за ослободување од овие давачки, пошто би се започнало со комисиски расправи. На ниво на град Штип и општина Карвенци има ги над 3000 таста. Значи на регион тука за Источна Македонија мислам дека ги има над 3000-4000 луѓе. Без разлика дали членуват во Бедем или Достоинство, барањето е поднесено во врска за сите. Не ги двоиме луѓето кои каде сакаме да помогнеме, пошто имаме премногу социјално загрозени членови, мислам бранители, па сакаме малку да ја помогнеме. Инаку предлогот на ВМРО ДПМНЕ значи дека лицата кои се со статус на бранители би биле ослободени од сите такси при евентуална градба на објекти, нивна легализација, а нема да плаќаат ниту данок на имот. Само на територијата на општина Штип со оваа мерка би требало да бидат опфатени околу 700 семејства, чии членови биле дел од одбраната на државата во конфликтот во 2001 година. За сега предлогот е поднесен само во Штип, но наскоро се очекува советниците од ВМРО со слични предлози да излезат и во останатите општини во регионот. Инаку општина Штип веќе донесе една одлука со која слепите и лицата со оштетен вид плаќаат помал надомест за вода.